Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот прес ќе се однесува како партијски војници доаѓаат на власт и ја злоупотребуваат положбата институција. Станува збор за следното. Овие се трите кои го водат Советот на општина Неготино. Тоа во средината е Лили Арсова Митрова како беше, тоа ти е Маја Алексова, тоа ти е Николина Панова. Зашто станува збор? Николина Панова и Маја Алексова си взимаат секој месец преку времено, тоа значи по 2.500 евра лап Џони мрсно. Најинтересно е што овие луѓе, бидејќи јас се бунам дека Панова што мајка бара тук што седи на централната маса во Советот на општина Неготино и да зема преку времени часови, тоа се пари од буџетот на општина Неготино и тоа се пари на граѓаните, овие две да ги трошат нашите пари. Тие може да ги употребне за било што. Маја Алексова Чимова е жена на началникот на полицијата во граничната полиција во Кавадаци на Коле Чимов. Тој началник има направено доста криминал во полицијска станица во Кавадаци, во овој прес ќе слушнете. Прво да почнеме од Маја Алексова Чимова. Овие две, нели, како што кажав, бидејќи не може да добијам глас во Советот на општина Неготино како советник, да не заборават граѓаните на општина Неготино на Република Македонија, дека мене ме бирале граѓани не партијски војници, него честни граѓани, некорумпирани и така натаму. Станува збор за следното. Николина Панова, правник во општина Неготино, така вика дека во општинската администрација како раководител на одделение за правни работи. Имам званичен документ дека работела преку времена работа, еве еден. И тука од државниот инспектор Јован Зафировиќ имам, и имам еден и од општина Неготино. Станува збор дека Николина Панова е уредно пријавена во Државниот инспекторат за труд подрачје Неготино за месец декември 2025, јануари 2026, февруари 2026, март 2026 и мај 2026. Вика наведените датуми во вашето барање, бидејќи јас сум барал, се датуми на одржување на редовни и воредни седници на Советот на општина Неготино. Нагоре наведениот административен службеник за наведените месеци му е утврден и исплатен додаток на плата за прековременна работа. Што работеше, еден Господ знае, на Неготино, Господ нека му е на помош. Најинтересно е што ова Маја Алексова Чимова вработена во општинска администрација како соработник за односи со јавноста и медиумите во општина Неготино, с кој медиуми е уредно пријавена исто во Државниот инспекторат за труд на подрачје Неготино за месец декември, јануари, февруари, март и мај 2026. Наведените датуми во вашето барање се датуми на одржување на редовни и воредни седници на Советот на општина Неготино. Нагоре наведените административни службеници за наведените месеци му е утврден и исплатен додаток на плата за прековременна работа, освен за месец март, за кој уредно е пријавена, но иста нема исплатено додаток за март месец поради користење на боледување. Значи, Маја Алексова Чимова била на боледување. Еве званичен документ, да знаат граѓаните на општина Неготино за што станува збор. Како што кажав, Маја Алексова Чимова е жена на началникот на гранична полиција Коле Чимов, кој има направено доста криминал и сега ќе слушате во пресуд за што станува збор. Маја Алексова Чимова е вработена во општина Неготино партијски и
имала завршено новинарство 2-3 години, тоа е таа, и седи во Советот на општина Неготин кога одржуваме седници на централната маса. Ова е Николина Панова и она на централната маса, за неја се буне дека не треба да седе тука. Треба да седе вториот, третиот ред. За да него мешаме пресот натаки наваки, да продолжиме за Маја Алексова Чилова. Како што кажав, таа е вработена, како новинар, да повторам по 100 пат да запамтат граѓаните, за тоа повторувам, и си зема лап Џони 2.500 евра парички. Пред 10 дена бе во канцеларијата кај нејзиниот маж Коле Чилов, тој е началник на гранична полиција, нели знаеме дека таа се наоѓа во Кавадаци, таму е дирекцијата, таму е таа гранична полиција, и со него му дадов нели материјал за да дојде да присуствува на темата, нели на трибината за кучиња скитници, не дојди, бидејќи е од другиот ешалон. И сега за што станува збор? Ме убедува и му кажувам, стана тема неврзана, дека нејзината жена, неговата жена, поднесува кривична пријава против советникот Љубе Темелков, бидејќи се бунел за нивните места и прековремени часови. Коле Чилов ме убедува и ми кажува дека неговата жена Маја Алексова Чилова не земала прековремени работи, него сидела од работа многу изморена, и Марија Нацева атерала да седе и да присуствува на седниците на Советот на општина Неготино, а она не сакала. Коле Чилов, началник на полиција. Значи, ти си познат во последно време по криминалите во полициска станица во Кавадаци. Ќе кажам. Дали затоа е представил овој званичен документ и дека твојата жена земала пари? Да или не, Коле Чилов, кој си началник на полиција, гранична полиција, и кажуваш нотарни лаги дека твојата жена не земела пари. Ти кажуваш дека имам званичен документ и ќе ти ја покажам дека твојата жена званични пари има. Ако ви дома си криете парите еден меѓу друг, тоа е ваша работа, тоа мене не ме интересира. За таму, у спалната, што правите, уопште не ме интересира. Дали си криете парите, кој на кого сте, тоа си е ваша работа. Да знаат граѓаните на општина Неготин на Република Македонија, ти како началник Коле Чилов, кажуваш, ајде да се обложиме, по куќите мене ми викаш и да одиме кај нотар, да се подпишеме дека Маја, неговата жена, не зема прековремени пари од општина Неготино. Сведок на таа ситуација е Борко Тричковски, тој е сведок, поранешен началник на МВР Неготино, сега му бил заменик началник во гранична полиција во Кавадаци. Дали овој документ е званичен или не е званичен, со архивски број, со печат подпишан дека Маја Алексова Чилова зема прековремени часови. Пари дека зема, дека исплатен паричен надоместок. Да или не? Према тоа, твојата куќа, значи, е моја, инако ти реков, да не правиме, че ти ја земам куќата, а ти сам понуди. А јас ти предложив друга работа, ти реков да не правиме материјален трошок, кој ќе оде 3 месеци бос, ако ја лажа. Граѓани на општина Неготино, Коле Чилов на пунктот е одземено возило БМВ, со која се превезуваат мигранти. Исто возило БМВ го дава некој и тоа треба да оде во одземен имот. Тоа стоја кај него во граничната полиција, нели позад зграда, во Кавадаци. Исто возило е дадено пак и тоа пак превезува мигранти. Тоа значи на еден превоз тие земаат
негде од 25 до 30.000 евра, бидејќи денеска тоа го возе, никој не го застанува, пунктовите се тргат од Евзоните до Тобановци, и денеска ако извозе 10 тури, он зема 300.000 евра. 10 дена да возат се 3 милиона евра. Тоа е факт. И на крајот како одземено возило, пак го фаќат на автопатот, како го рекоме, братство ли се вика, превезува мигранти, исто БМВ кое треба да оде во одземен имот е одземено. И го фаќа инспекторот од Кавадаци. Лажам или не лажам? Кој го дади БМВ-то? Дали си учестник? Втората работа, уште еден криминал ќе открием Коле Чимев кој го правиш. Значи, со странските државјани, пеачи кои беа, и едниот и другиот и во Неготино, немаш ни за еден направено пријава или лап Џони Мрсно имаш направено. Тоа е само состојба која има сомнение. Бидејќи си сторил кривично дело и не треба да седиш на 2 минути. Граѓани на општина Неготино, од овој прес, тоа значи дека овие луѓе е направен предизборен, изборен и после изборен подкуп. Значи на таа тема работаме месец дена, на крајот на август или почеткот септември ќе има голема трибина за која ќе зборуваме за предизборен, изборен и после изборен подкуп. Еве ви жив пример за таа работа. Од овој прес ја повикувам владата на Република Македонија Христијан Мицковски да се позанимаваат со овие работи. Обединетите нации и Европската унија заедница, бидејќи се нарушува и безбедноста нивна со предизборен, изборен и постизборен подкуп, и другата работа е што се нарушува со овој предизборен, изборен и постизборен подкуп безбедноста на институциите, безбедноста на граѓаните по сите основи, и тоа е долга тема која обработувам еве месец дена. Уште еднаш да знаат граѓаните на општина Неготино, Коле Чимов и неговата жена кажуваат дека неговиот кум тие од БРМ или од каде е Јанев, тој го познавам, нели? Лично не го познавам, го знам кој е што е. Тој мој кум и сега ќе продаваме сила. Ами само чавке можеш да бркаш, вргата не можеш да го плашиш ти мене. Нити дедом го уплачиле, на мајка ми, татко и вујка го организирале тиквешкото остание, нити по татко ја водел бригадата Добри Даскалов, и ти мене ќе ме плашиш пилци. Тоа заедно што ви каже мало сутра господине Чимов, ако си господин. Значи, не треба 2 минути одма да станиш и Маја треба да замине од Советот, од Собранието на општина Неготино. Вие сте корумпирани луѓе. Тоа е факт. И ти ме убедуваш дека твојата жена не взима прекувремени работи. Да или не бе, човече Божи? Како си вработен, испади и кажи пред народот како те вработија и тебе и твојата жена. И сега вич правите насилие, бидејќи некој се боре за безбедноста на граѓаните во општина Неготино, еден совет како треба да функционира, и ќе правите хајка да го рушите системот на демократијата на државата. Ја загрозувате безбедноста на државата, на Обединетите нации, на Европската унија, на граѓаните, на институциите. Тоа е голема тема, за која ќе расправиме понатаму. Уште еднаш треба да дојде и Жаклина Пешич тука во Неготино, Христијан Мицковски и Панче Тошковски. Значи, за ваков началник не изборуваме. Значи, еднаш ти кажа. И сега пак исто си го тераме и ќе покажуваме сила мускули. Ма немој, моли вас. Граѓани на општина Неготино, јас Љубе Темелков, советник во општина Неготино. Вие кои го дадовте мојот глас, јас ќе исполнувам мојата должност, бидејќи како советник ви дадов збор и клетва дадов пред граѓаните кои го дадовте вашиот глас и другите граѓани кои веќе веруваат во мене, дека ќе добивате информации што се дешава во општина Неготино, чии буџетски пари се трошат тие се на граѓаните, за се ќе бидете информирани, и додека можам сам,
ќе го спречувам криминалот во општина Неготино, на кој начин што ќе поднесувам пријави до институциите, нека лежат во фиоките, нека не ги спроведуваат и граѓаните мора да знаете, бидејќи нашите гласови на советникот Љубе Темелков се чисти. Нити сум му обечал на некој дека ќе го вработам, нити дека зидчето ќе му го направам, ни дека улица ќе му асфалтирам, нити ламбата ќе му ја сменам. Значи кажав дека во Неготино мора да направиме здрава, чиста и економска развиена средина. Со тоа се сум кажал, значи дека се треба да се направи. И ламба, и комунали, и вработување професионални да функционира еден град. Значи здрава, чиста и економски развиена средина. А вие граѓани ќе ги добивате сите информации. Јас нема да застанам тука, мора да работиме и институции да бидат известени за се. Колечевов за крај, еве жена ти земела преку времени часови, додиш ки нотар да подпишеш куќата и ќе му дајме на социјално загрозените луѓе. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави, Македонија вечна, Неготино вечно, не застануваме тука, одиме понатаму. Неготино вечно, граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави.